Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, вие го гледате 20-тото издание на спортскиот преглед на КМ телевизија, поддржан од спортските обложувалници Евротип. Денешниот спортски преглед ќе го започнеме онаму каде што и го завршивме претходниот. Ако не гледавте минатиот понеделник, веќе знаете дека имавме една кратка анализа околу како тоа управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија одлучил кои екипи да играат во европските фудбалски купови и беше спорно како тоа третото место, односно местото за третата екипа во квалификациите за Лигата на Европа му е доделено на екипата на Шкупи, а не на Македонија Ѓорче Петров, бидејќи двете екипи имаат изброј на бодови. Шкупи има гол разлика 0, Македонија Ѓорче Петров има гол разлика од -4. Меѓутоа, во меѓусебниот дуел, екипата на Македонија Ѓорче Петров има подобар скор, победа од 3:2 и нерешено од 0:0. Ги анализиравме членовите 106 и 107 од правилникот за надпреварување. Утврдивме дека во членот 107 пишува дека екипите кога се одлучува за излегување во европските купови одлучува меѓусебниот дуел, а не гол разликата. И оставивме простор Фудбалската федерација на Македонија кога официјално ќе ја објави одлуката, односно и образложението на таа одлука, повторно да коментираме. Фудбалската федерација на Македонија за жал не ја објави одлуката на својот сајт. До моето влегување во студиото не беше ниту поставен најновиот Мак Фудбал, каде што се објавуваат сите одлуки. Меѓутоа, новинарот Зоран Божиновски на Фејсбук ја објави одлуката и која што исто така име доставена и на екипите кои што се засегнати во овој случај. И токму затоа сега тука ја имам одлуката на Фудбалската федерација на Македонија и малку ќе ја проанализираме. Значи, одлука за учество во УЕФА надпреварувањата во сезоната 2020-2021 година се усвојува предлогот на Комисијата за надпревари на Фудбалската федерација на Македонија број 15/1456/2 од 25.6.2020. Понатаму во одлуката се вели дека со право да играат во европските купови се стекнале Силек, Шкендија, Ренова и Шкуп. И тука следува сега образложение каде што меѓу другото се вели. Значи, на втората страна од образложението доаѓаме до она што конкретно нас не интересира, односно зошто членот 107 е исклучен при одлучувањето во оваа ситуација кој да оди во Фудбалска Европа. Управниот одбор утврди дека редоследот на екипите на замрзнатата табела во прва МФЛ е утврден преку подобра гол разлика, а во согласност со член 106 од правилникот за надпреварување на ФФМ. Управниот одбор констатира дека екипите кои се наоѓаат на 5-тото и 6-тото место на табелата, тоа се Шкупи и Македонија Ѓорче Петров, имаат изброј на бодови и местото што го завземаат на табелата се должи на подобрата гол разлика. Управниот одбор утврди дека во услови на замрзнување на табелата не е исполнет основниот услов за примена на исклучокот од член 107 кој упатува на утврдување на пласман преку подобар исход од меѓусебните средби за екипи кои испаѓаат или влегуваат или можат да остварат пласман во УЕФА надпреварување. Условот за примена на овој исклучок е првенството да биде завршено, сите предвидени меѓусебни средби да бидат одиграни, регистрирани за да може да се изготви конечна табела. Од истите причини управниот одбор и во одлуката од 4.6.2020 утврди да нема испаѓање од лигата. И вака кога ова го читате, кога ќе го слушнете, си велите се е окей. Меѓутоа, треба да знаеме дека во ниту еден правилник, во ниту едни пропозиции, ниту во статутот на Фудбалската федерација на Македонија не постои термин замрзната табела. Значи, не постои такво нешто и не може да се одлучува врз основа на нешто што не постои. Фудбалската федерација на Македонија вели дека не постои конечна табела и затоа не може да се употреби членот 107. Меѓутоа, ако ние немаме конечна табела за сезоната 2019-2020, тогаш или не треба да имаме екипи што ќе не представуваат во Фудбалска Европа, или треба да одат екипите според последната конечна табела која што ја имаме, а тоа е табелата од сезоната 2018-2019. Друга работа, зборот конечна се однесува на нешто што завршило.
настан или действие кој што завршил и нема да продолжи. Значи, таа етапа е завршена. Со прекинот на првенството на 12 март се одиграни надпреварите од 23-тото коло еден ден претходно и таа табела во моментот тоа првенство е прекинато, бидејќи сите се надевавме дека ќе продолжи. Значи, нешто прекинало што очекуваме да продолжи. Во случајов, прекинатото станува конечно бидејќи не продолжува. Таа етапа, сезоната 2019-2020 е завршена. И затоа самиот збор конечно или на англиски final, значи крај е завршено. Се спремаме сега за нова сезона 2020-2021 година. Значи таа сезона е завршена, таа табела е конечна. Вели дека не се одиграни сите меѓусебни средби. Се одиграни две средби. Двете екипи поеднаш биле домаќини, со што се ставаат во рамноправна положба дека може да одлучува меѓусебниот дуел. А дека тоа е така, сега ќе видиме од неколку примери во Европа, каде што првенствата исто така се прекинати и нема да се доиграат, значи се завршени за сезоната 2019-2020. И таму не се одиграни сите меѓусебни дуели и сите, воопшто сите надпревари од првенствата. Меѓутоа, одлучува меѓусебниот дуел. Затоа во конкретниот случај се работи за европски преседан. Нешто што во ниту една држава во Европа не се случило. А еве ги конкретните примери за тоа. Еве ќе започнам од првенството на Кипар. Таму првенството е прекинато после одигрување на 23-тото коло. Во Кипар играат 12 екипи, после 22-то коло, односно после оној двокружен систем, регуларниот дел, екипите се делат на плей-оф и плей-аут. Значи, 23-то коло е прво коло од плей-офот за шампионска титула. На табелата, после тоа 23-то коло, Омонија и Анортозис се на делба на првата позиција со по 46 бодови. Кипар има само еден представник во Лигата на шампиони, а тоа ќе биде екипата на Омонија, која за волја на вистината има гол разлика од плюс 21, а Анортозис кој што ќе игра во Лигата на Европа има гол разлика од плюс 24. Меѓутоа, што се случува тука? Омонија и Анортозис во регуларниот дел ги одиграле двата меѓусебни надпревари. Првиот надпревар завршил 0:0, на вториот надпревар Омонија победила со 1:0. И тука не се одиграни сите меѓусебни дуели, бидејќи требаше да играат уште два пати во плей-офот. Меѓутоа, Фудбалската федерација на Кипар стрикно ги спроведува правилниците кои што ги има донесено. Според меѓусебниот дуел, Омонија има освоено 4 бодови во меѓусебен дуел, а Анортозис има 1. И затоа Омонија ќе игра во Лига шампиони, а Анортозис во Лига на Европа. 100% ист случај како кај нас. Меѓутоа, одлуката кај нас е различна. Не велам дека одлуката во Кипар е различна, туку одлуката кај нас е различна. Бидејќи сега ќе видиме уште примери дека во цела Европа прекинатата табела е конечна и одлучува меѓусебен дуел, а не гол разлика. Одиме во Франција. Земјата светски шампион. Сега, според тоа што се случува кај нас, во Македонија знаеме повеќе фудбал отколку во Франција, нели? Светски шампиони се Франција, ние знаеме повеќе од нив. Во Франција на 5-тото и 6-тото место се екипите на Ница и Ремс. Двете со по 41 бод. Ница е 5-та со гол разлика од плюс 3, а Ремс е 6-ти со гол разлика од плюс 5. Меѓутоа, во меѓусебните дуели Ница победила 2:0 дома, одиграла 1:1 на гости. И токму заради тоа е пред Ремс. Првенството е прекинато после 28-то коло. Овие две екипи се уште ниту една од овие две екипи нема обезбедено пласман во Европа, бидејќи допрва треба да се одигра финалето на купот помеѓу ПСЖ и Сент-Етиен и финалето на Лига купот помеѓу ПСЖ и Лион. Доколку ПСЖ ги освои двата купови, тогаш и Ница и Ремс ќе одат во фудбалска Европа. Меѓутоа, доколку ПСЖ изгуби едно финале, тогаш во Лигата на Европа ќе оди екипата на
Ница, како 5-то пласирана, со исто бодови колку 6-то пласираниот Ремс, со полоша гол разлика, меѓутоа со подобар меѓусебен дуел. Меѓутоа, Франција е светски шампион, но тие не знаат. Тие не знаат фудбал, не ги знаат правилата. Измислуваме топла вода, односно замрзната табела. Одиме слична ситуација во Азербејџан. Една од земјите кои што најмногу вложува во фудбалот. Во Азербејџан на 4-тото и 5-тото место се екипите на Сумкајт и Зира со по 23 бодови. Сумкајт е 4-ти со минус 8 гол разлика, Зира е 5-та со минус 12 гол разлика. И тука одлучува гол разликата, кој ќе биде 4-ти, односно кој ќе биде последниот 4-ти представник во Европа. Меѓутоа, зошто е тоа така? Од 4 можни меѓусебни дуели, овие екипи одиграле 3. И тоа што е интересно, двете екипи имаат по една победа 2:1 и еден нерешен од 2:2. Што значи дека меѓусебниот дуел тука го се исклучува, бидејќи се комплетно изедначени, и во овој случај одлучува подобрата гол разлика на табелата, бидејќи меѓусебниот дуел не може да одлучи, се изедначени. И ова е тоа што, ако кај нас имаше ваква ситуација, тогаш требаше да одлучува гол разликата, а не меѓусебниот дуел. Слично и во Холандија, Ајакс и АЗ Алкмар се на прво и второ место со по 56 бодови. Ајакс е прв со подобра гол разлика плюс 45, АЗ Алкмар е втор со гол разлика од плюс 37. И Холандската федерација одлучува да ги подреди екипите по гол разликата. Меѓутоа, зошто е тоа така? Бидејќи првенството е прекинато во 25-то коло, 9 кола пред крајот. Овие две екипи одиграле само еден од нивните меѓусебни дуели, го добил АЗ Алкмар со 1:0 во 17-тото коло. Вториот надпревар не е одигран, бидејќи е во последното 34-то коло, а рековме дека лигата е прекината во 25-тото коло. И тука не може да одлучува меѓусебен дуел, бидејќи екипите веќе се ставени во неравноправна положба. Немаме парен број на надпревари, кој што би одлучил, односно двете екипи да бидат поеднаш домаќини, да бидат равноправни, за да може да се одлучи кој има подобар меѓусебен дуел. И токму поради тоа, овде се користи гол разлика. Значи имате два примери каде што одлучиле. Значи ова зборуваме конкретно за оваа сезона. Ова се 4 примери од земји во Европа. Две каде што одлучиле меѓусебните дуели и две каде што меѓусебните дуели не можеле да одлучат и се оди на наредната ставка на одлучување, а тоа е гол разликата. Не очекувам дека Фудбалската федерација на Македонија ќе ја смени одлуката, бидејќи поминаа 7 дена од последниот спортски преглед, каде што ви кажав дека немаше речиси никаква, односно многу млака реакција од анонимен извор на ФК Македонија Ѓорче Петров на порталот Голмака. Меѓутоа, во овие последни 7 дена од тој спортски преглед до денес, немаме буквално никаква реакција од ФК Македонија Ѓорче Петров. А имаат на располагање неколку опции. Имаат опција тужба до Управниот суд на Република Македонија, имаат опција за жалба до спортската арбитража односно спортскиот суд во Лозана, Швајцарија. Доколку се жалат на спортски суд, во ждрепка, ако до тогаш не е одлучено, во ждрепка ќе влезе како трет македонски представник со звездиче и дека конечната одлука треба да ја донесе спортскиот суд во Лозана. Ќе се чека одлуката, што ќе одлучи судот во Лозана, тоа е официјално. Не знам кои се плановите на Македонија Ѓорче Петров. Не знам дали има некоја друга позадина во сето ова. Оставам на вас да судите сами дали Фудбалската федерација на Македонија донела исправна одлука и зошто е тоа така. Кога сме веќе кај фудбалот, утре треба да започнат да се играат бараш надпреварите за пополнување на второлигашката конкуренција. Во втората лига Запад се закажани 3 надпревари, бидејќи имаме 3 екипи ќе играат во група и само најдобрата ќе се пласира во втора лига. Утре треба да се одигра надпреварот помеѓу Беса и Фортуна.
Во петок Беса ќе игра против Велешта, Беса од Добридол гостиварско, и последниот натпревар, доколку има потреба да се игра, во понеделник Велешта Фортуна. Се уште немам потврдена информација, се е во знакот на шпекулации, меѓутоа моите информации велат дека има заразени фудбалери од COVID-19 во делот екипите кои што треба да играат во овие бараш надпревари. И до овој момент се уште немам официјална информација дали ќе има одложување, откажување или надпреварите ќе се играат како што е и планирано. И само да споменам дека во втората лига Исток, во петок екипата на Росоман и екипите на Росоман и Слога Виница ќе одиграат бараш надпревар за пласман во втора лига Исток. Овој надпревар ќе се одигра во Штип, а надпреварите за втора лига Запад се играат на градскиот стадион во Тетово, сите со почеток во 17 часот, меѓутоа без присуство на гледачи, бидејќи знаете таква е одлуката на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести да нема гледачи. Си има протоколи кои смее и под кои услови смее да присуствува на овие надпревари. Пред неколку денови имаше управен одбор на Кошаркарската федерација на Македонија, беа донесени неколку битни одлуки и заклучоци. Меѓу нив е и таа дека официјално првата кошаркарска лига наредната сезона ќе брои 12 екипи, нови прволигаши се ТФТ од Скопје и Црн Дрим од Струга. Нема да има испаѓање од првата лига оваа сезона, а наредната сезона од 12 ќе испаднат последните 4 екипи, а 2 од втора лига ќе влезат за повторно да се вратиме на стар систем со 10 екипи во првата лига. Исто така, управниот одбор на Кошаркарската федерација на Македонија одлучи наредната сезона да има испаѓање од двете втори лиги, односно да се, од сезоната 2021-2022 да се формира единствена втора лига, како што беше и до пред неколку години, а тоа значи дека ќе има повторно формирање и на трета лига. Единствен представник во второлигашката конкуренција од нашиот регион е екипата на Тетекс, и токму затоа во продолжение ќе го погледнеме разговорот со Славчо Марковски Чаве, претседателот на кошаркарскиот клуб Тетекс, кој што ќе го каже, ќе го пренесе ставот на клубот и дали Тетекс се смета за загрозен од оваа одлука, дали можеби Тетекс ќе биде загрозен од испаѓање во втора, во трета лига и слично. Затоа за повеќе информации погледнете го разговорот со Славчо Марковски Чаве. Чаве, управниот одбор на Кошаркарската федерација на Македонија донесе неколку одлуки на последниот управен одбор. Како Кошаркарскиот клуб Тетекс и конкретно вие ги коментирате оние одлуки кои што го засегаат клубот и се однесуваат на втората лига Запад? Дали за вас тие одлуки се прифатливи? Мислим дека се прифатливи. Тие одлуки сега се, да речеме, конечни и тие одлуки беа донесени уште пред повеќе од еден месец. Меѓутоа управниот одбор не можел да се состане у комплетен состав. Пред 2-3 дена управниот одбор донесе некои одлуки што се прифатливи и за Тетекс, мислим и за... Значи, се знае, првата лига се прогласи за завршена, без победник, во машка и во женска конкуренција. Истото важи и за младинските категории. Не се доиграа тие, требаше да се играат тие плей-оф надпревари, не знам што, за првак на Македонија. Меѓутоа, одлуките, мислим, прифатливи се за едино што има нова новина што е што сака таа втора лига да направа единствена лига да биде лига од 12 екипи. Сега зависи на есен како ќе се пријава, што ќе се пријава, али оваа година ќе играме по стар систем. Значи пак ќе биде Исток-Запад. Сега треба да се пази за наредна година. Веројатно ќе бидеш 6 екипи од ваму, 6 од таму, тој смисол нешто. Не знам како им е конкретниот договор. Митува сака да направи една квалитетна втора лига, како што беше пред неколку време, неколку години, се играше една единствена лига од 10 клуба, беше доста поквалитетна. Имаше се покажа дека ова формирање на овие две лиги некако имаше доста екипи што се неквалитетни,
дава резултат што не одговара, не беа организирани, така да и самата федерација одлучи дека треба да се вратиме назад на единствена втора лига, кај би имало подобар квалитет. Тие рачунаа сега првата лига да брои 12 екипи, да има до година 4 екипи испаѓање и првите 20 од втора лига да влезат директно во таа прва лига. Мислим еден подобар систем на надпреварување и сега тие планира да има и формирање на трета лига, што е пак еден добар потез, кај што младите би се докажале кои се и што се, таму во таа планира да во таа втора лига, во таа трета лига да има тројца само постари играчи над 20 години, другото да биде младинци, така да биде и таа една добра лига и да биде прифатлива за сите. Како формирањето на трета лига ќе се одрази на кошаркарскиот клуб Тетекс, со оглед на тоа што тоа значи дека наредната сезона ќе има испаѓање од втора лига. Дали Тетекс може да се смета дека е загрозен за испаѓање или Тетекс ќе биде стабилен втора лигаш? Тетекс, мислим, се да не кажувам, е голем клуб. Голем клуб ќе биде кој ќе влезе во прва лига. Меѓутоа и тоа ќе се смена некои разговори да и тоа биде некој. Затоа што Тетекс 50 години игра во втора лига, време е веше. Меѓутоа условите за сега у Тетово нема сала со паркет и немаме услови за прва лига. Ми да направиме екипа сега, да направиме и екипа и услови, да направиме резултат, не можеме да играме во таа. Мислим дека Тетекс не е загрозен, играчкиот кадар скоро истиот ќе биде тука. Немамо некој најава дека некој ќе замине во поволен клуб. Само ми се чини дека ќе направиме едно подмладување, ќе донесеме 2-3 помлади играчи да се каля у клубот, така да мислим Тетекс пак ќе биде меѓу првите 4 екипи. Тоа беше разговорот со Славчо Марковски Чаве, председател на кошаркарскиот клуб Тетекс. Како што и самите слушнавте, од кошаркарскиот клуб Тетекс не се сметаат за загрозени од оваа одлука, дури најавуваат дека клубот можеби ќе има зголемени амбиции, па зошто да не дури да гледаме за прв пат во историјата прволигашка кошарка и во Тетово. Преминуваме на информациите од меѓународниот спорт. Имавме богат спортски викенд позади нас. Се надевам дека одлично поминавте со вашите тикети кои што ги уплативте во спортските обложувалници Евротип. Знаете дека ново се дневниот предлог тип на Евротип. Имате по еден надпревар секој ден со одредена квота која што може да си ја уплатите, а покрај тоа тука се и онлайн обложувањето кое што наскоро ќе биде надоградено и со уплата на средства на сајтот на Евротип и преку платежна картичка. Потоа, кеш-аутот ние тука имаме бонус од 467% кој што важи за уплата и на тикети на уплатните места, но и на онлайн обложување. За промена, делот од меѓународниот спорт ќе го започнам со резултатите од Формула 1 трката во Австрија. После одложување од 4 месеци, односно со задоснување од 4 месеци, започна Формула 1 сезона и така наредниот викенд ќе гледаме нова трка во Австрија. Прегледот на резултатите од најквалитетните европски фудбалски лиги ќе го започнам со 33-тото коло на англиската премиер лига. Шампионот е веќе познат, Ливерпул е шампион, меѓутоа надпреварите мора да се одиграат, има уште 5 кола до крајот, а резултатите се следните. Саутемптон, Манчестер Сити 1:0, Ливерпул, Астон Вила 2:0, Ньюкасл, Вест Хем 2:2, Барнли, Шефилд Юнайтед 1:1, Челси, Ватфорд 3:0, Вулверхемптон, Вулфс, Арсенал 0:2, Манчестер Юнайтед, Борнмаут 5:2, Лестер, Кристал Палас 3:0 и Норвич, Брайтон 0:1. На табелата Ливерпул е веќе шампион, 89 бодови, 23 повеќе од второпласираниот Манчестер Сити. Следуваат Лестер, Челси и Манчестер Юнайтед. Во Италија се одиграа надпреварите од 30-тото коло
И тука повеќе или помалку веќе се знае кој ќе биде новиот шампион. Тоа ќе биде веројатно екипата на Јувентус. Наполи Рома 2:1, Самдорија Спал 3:0, Бреша Верона 2:0, Удинезе Дженова 2:2. Горан Пандев го постигна првиот гол за Дженова кога намали на 2:1. Парма Фиорентина 1:2, Калјари Аталанта 0:1, Интер Болоња изненадување 1:2, Лацио Милан 0:3, Сасуоло Лече 4:2 и Јувентус Торино, градското дерби 4:1. Во водство на табелата е Јувентус со 75 бодови, 7 повеќе од Лацио кој сега е многу поблиску до третото место, односно само 4 бодови пред Интер, отколку до шампионската титула. Екипите кои што ќе играат во Лигата на шампионите се затвора со Аталанта, која што е на четвртото место со 63 бодови. Рома е петта со 48, исто колку што има и Наполи на шестата позиција. Во Шпанија се одиграа надпреварите од 34-тото коло. Вилјареал Барселона 1:4, Осасуна Гетафе 0:0, Еспањол Леганес 0:1, Атлетик Билбао Реал Мадрид 0:1, Гранада Валенсија 2:2, Ваљадолид Алавес 1:0, Селта Виго Бетис 1:1 и Атлетико Мадрид Мајорка 3:0. На табелата во водство Реал Мадрид со 77 бодови, 4 повеќе од второпласираната Барселона. Следува Атлетико Мадрид со 62 бодови и Севиља со 57. Има тука борба за четвртата позиција која што води директно во групите на Лигата на шампиони, бидејќи Вилјареал е петти со 54, следува Гетафе со 53 и Реал Соседат со 50 бодови. Прегледот на резултатите од европските лиги ќе го завршиме со 33-тото коло од првата Хрватска лига, каде што имаме интересна борба за втората позиција. Како што веќе сите знаеме, Хрватска од оваа сезона ќе има и втор представник во квалификациите на Лига шампиони и токму затоа е многу интересно во хрватското првенство. Во едно од дербите на колото, Риека Динамо Загреб 2:0 и Хајдук Сплит Осијек 0:1. Два дуели кои што директно одлучуваа за втората позиција. Вараждин Славен Белупо 1:0, Локомотива Загреб Запрешич 3:1 и Истра Горица 2:2. На табелата шампион е веќе од поодамна Динамо Загреб со 76 бодови. Втората позиција е за Локомотива Загреб со 60, само бод повеќе од третопласираниот Осијек. Следува Риека со 55 и Хајдук со 54 бодови. Голема борба ќе се води помеѓу Локомотива Загреб и Осијек. Се чини дека Риека и Хајдук како да го губат чекорот за втората позиција, но во Хрватска има да се играат уште 3 кола, што значи дека за Риека и Хајдук останува само теоретски шанси да се пласираат на втората позиција. Со резултатите од Хрватското првенство и го завршуваме денешниот спортски преглед. Имате голем број на промоции во спортските обложувалници Евротип, дневен предлог тип, онлайн обложување, кеш-аут, бонус до 467% кој што можете да го искористите и на уплатните места, меѓутоа и на онлайн обложување. Надпревари имаме секојдневно, многу спортски настани, искористете го тоа и уплатете ги вашите добитни тикети во спортските обложувалници Евротип. А ние се гледаме повторно следниот понеделник. Довидување.